Градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио предупреди дека ќе воведат казни за сите кои не носат маски, додека бројот на позитивно тестираните на коронавирусот се зголемува на 3% прв пат во повеќе месеци. Освен во Њујорк, во уште 28 сојузни држави забележан е зголемен број заразени во последните 2 седмици, како и пораст на хоспитализирањата поради COVID-19 во неколку држави на средниот запад на САД. Њујоршките полицајци прво ќе им понудат бесплатни заштитни маски, но некои што ќе ги најдат без маски во јавноста. Ако лицето одбие, ќе добие казна, изјави де Блазио за медиумите. Не сакаме да ги казнуваме луѓето, но доколку мораме, ќе казнуваме, додал њујоршкиот градоначалник. Казните ќе ги спроведуваат меѓу другите и градската полиција и службеници во Министерството за здравство. Казните ќе бидат до $1000, иако повеќето нема да надминуваат $500. Фондацијата на Бил и Мелинда Гейтс потпиша договор со 16 фармацевтски компании за соработка во производство на вакцина против коронавирусот, со цел да ја забрзаат и да обезбедат што е можно поскоро дистрибуција на одобрената вакцина низ целиот свет. Меѓу другото, компаниите се согласија да соработуваат во производството на вакцини и да го зголемат производството со наведена стапка, осигурувајќи дека одобрените вакцини ќе се дистрибуираат што е можно поскоро, вели Бил Гейтс. Според него, во моментов најголемиот дел од светскиот фонд на вакцини против COVID-19 се планира да биде испратен во богатите земји, но тие богати земји не требало да се критикуваат. Американецот Тимоти Реј Браун е првиот човек излечен од ХИВ. За жал тој почина во Калифорнија по 5-месечна борба со леукемија, изјави неговиот партнер Тим Ховген. Браун почина на 29 септември, а со него беа и Ховген и пријателите. Со голема тага објавувам дека Тимоти почина по 5-месечна борба со леукемијата, напиша Ховген на Facebook. Тимоти Реј Браун е роден во 1966 година и е познат како берлински пациент, откако во 2007 се излечи од ХИВ во Берлин, благодарение на специјалната трансплантација на коскена срцевина.